уочи Божик и уочи Великден, луѓето, христијаните, почнуваат да постат. Се слушнале? Постат или постни денови. Може би не прашувате и нас како вие постите, како адвентисти, како христијани. И што им кажуваме? Не мора сега да ми враќате, но сигурно ние имаме некој одговор и ние велиме постиме по потреба. Или индивидуална, заедничка, како колектив, како црква, за некои проблеми, за некои потреби. И ние цитираме од Библијата дека пост е воздржување од било каква храна. Употреба на храна. Меѓутоа, останати од свет на христијани традиционално постат, јадат храна, меѓутоа избегнуваат мрсна храна и така натаму. Меѓутоа, во последните 100 години, браќи и сестри, во западното христијанство скоро постот е занемарен. Не само на запад, тоа е, на жалост, удара и овде на овие простори. Библијата многу зборува за постот. Ние ќе читаме подосна неколку текстови. И јасно вели дека постот има огромна, голема важност во животот на христијаните. Еве само да ви спомнам кои луѓе постеле во Библијата. Постел секако Исус. Тоа ќе читаме во Лука 4:12. Исус често пати постел, иако бил физички многу активен, се движел, одел, патувал, се дружил со луѓе, но овде во 4 глава, знаете, Лука го дава тој опис, Матеј 4 глава, 12 стих, зборува за Исуса кој постел, а после ќе споменеме и уште некои личности. 4:12 вака вели, Матеј 4:1 и 2. Тогаш Духот го одведе Исуса во пустината за да биде искушуван од ѓаволот. И гледайте сега што пише. И откако постеше 40 дни и 40 ноќи, најпосле огладне. И сега овде има дискусија дали Исус пиел вода и не пиел за време тие 40 денови. Може би се воздржувал од храна, тешка храна и така натаму, но како е текстот е јасен. Исус постеше и најпосле огладне. Може да читаме и за Мојсеј, кој бил горе на планината. 5 книга Мојсеева, 9 глава. Еве само ќе прочитам кратки текстови, а ги има многу, за Мојсеј, кој со така постел. Денес, кога некој би постел 40 дена, ние би го советувале да внимава, зашто може да се наштети на здравјето. Меѓутоа, очигледно, овие луѓе овде постеле. 9 глава, еве го текстот 8 и 9 во 5 книга Мојсеева. На Хорив го разгневивте Господа и Господ така пламна на вас, што сакаше да ве уништи. Се искачив на гората за да ги примам камените плочи и плочите на заветот, што Господ го склучи со вас на гората, останав, сега овај текстот е важен, 40 денови и 40 ноќи, ниту јаде хлеб, ниту пие вода. Овде е нагласено, Мојсеј ниту пиел вода. Можно ли медицински човек да остане 40 дена да не јаде и да не пие? То може да ни каже медицината, но ја оставаме сега медицината на страна. Постел Илија, постел Давид, Данило, постеле жени. Еве сега можем да споменеме Немија постел, Ездра постел, и други, и Корнелија постел, Павле постел, секако. Ги има цела плејада на луѓе, на верници, на Божи луѓе кои постеле. Познато е, браќи и сестри, дека првата црква или првите христијани во првата црква исто така редовно постеле. Покасно големите реформатори исто така го користеле постот во својот верски живот, како што биле Лутер, Калвин, Весли и други реформатори. Но, на жалост, денеска повеќе христијани не знаат зошто се пости или пак како се пости. Постат традиционално. Значи, не мрсат, не јадат мрсна храна, меѓутоа, па ние христијаните, адвентисти, скоро стално ќе постиме според таа нивна шема, ако се воздржуваме само од мрсно. Меѓутоа, Библијата јасно кажува како се пости. Исус во својата проповед на гората на блаженството, во 6 глава,
Во Евангелието според Матеја, 17 и 18 стих, еве што кажал. А Матеј го запишал. Матеј, 6 глава, 17 и 18 стих. Ако ga постите, не бидете тажни, како лицемерите, зашто си ги помрачуваат лицата, за да ги видат луѓето дека постат. Навистина ви велам, ја имат својата награда. А ти кога постиш, помажи ја својата глава, изми го своето лице. И така натаму. Понатаму вели, за да не те видат луѓето дека постиш. Значи, постењето не треба са ние да го прогласиме на челото, да го напишеме. Луѓе, јас постам, пазете, внимавајте, сега сум гладен, не ми излегувајте пред очи. Во тој смисол не кажува Исус, него вели, кога постиш, да не знае тоа, кој е во тајност и твојот татко ќе те награди јавно. Тој, како кажува Исус и во друга прилика, ако ти дава десницата, да не ти знае левицата. Во смисол, невозможно е парата ја држиме со двете раце. Меѓутоа, сака Исус да нагласи, не треба ни да трубиме, ако на некого сме помогнале, ако на некого сме дале нешто како подарок. Значи, овде Исус кажува дека постот и молитвата Исус ја скоро изедначува на исто ниво. Ние се молиме 3 пати, 5 пати на ден, меѓутоа не постиме толку, да бидеме искрени. Но сепак, значењето на постот е мокно оружје и благослов за секој христијанин, ако го користи. И сега, кога ве прашал некој на улица, што е тоа пост, што би кажале вие? Што е пост? Воздржување од што? Од јадење и пиење еден ден или повеќе денови. И сега, ако е постот само воздржување, тогаш тоа би било аскетизам или штрајк со глад. Тие што штрајкуваат со глад, дали постат? Или тие што сакаат да бидат манекенки? Ќе намалат храната толку само да бидат пример, нели? Секакви причини има зошто некој не јаде. Некој штрајкува со глад. Дали е тоа пост пред Бога? Не. Ние сега ќе видиме што значи вистинскиот пост. Не само да се воздржиме од јадење, од храна, од вода, треба да го поврземе и со молитва, со проучување на Библијата, со духовно размислување, со одвојување од секојдневните работи, пример, ако некои ни работи пречат да нашите мисли бидат насочени кон тој проблем, ако има некои проблеми за него може да постеме. Постот пред се, браќа и сестри, има и духовна димензија. Тој е еден вид израз на понизност пред Бога и желба верникот да го побара лицето и да му се приближи на еден подлабок и присен начин. Значи, освен што постот се подразбер или воздржување не само од храна, туку и од сите други активности, кои секојдневно ни одземаат сила од нашата духовност. Значи, многу работа. Тој ден, например, ќе намалиме работата, знаеме дека тој ден постиме. Да не ни ги обземат работните обврски, времето за молитва, за врска со Господа. Секако денеска не е можно да се пости, може би некој би рекол на таков начин. Еве, работиш у германската фабрика, како се вика овде. Или општо работиш приватна работа, 12-8 сати и не можеш целосно може би да се посветиш, да се одвоиш малку, како Исус што правил, им кажувал на учениците, одвојте се. И таму во планина, во шума излегувале се, молеле и можеле, може би, на едно повисоко ниво, на повисоко рамниште да го стават постот. Рековме, постот не е само воздржување од храна, туку проучување на Библијата, молитва, духовна димензија му се дава на самиот пост. Постот, преку постот ние можеме да отвориме врати што ни една друга сила тоа не може да го направи. Еве во Марко ќе читаме 9 глава, 29 текст. Марко, 9 глава, 29. Еве што кажува текстот. Им одговори, овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и со пост. Значи, ако имаме некој посебен проблем, тогаш одвојуваме и време во пост. Постот е мокно духовно оружје кое, на жалост, непријателот успел да ни го украде. И затоа ова размислување го нареков пост, украден благослов.
Тука е благословот, а сатаната ни го краде постојано. Од раце ни го зема, затоа што знае дека тука лежи посебна сила. И сега, зошто треба да постиме? Пред се кога се пости, ние треба да бидеме понизни пред Бога. Сега имам многу текстови, но не можам сите да ги прочитам. Еве, ќе прочитам, например, значи понизност пред Бога, 1 Петрова 5.6. Да се пости значи да се понизи својата душа, 3 Моисеева 16 глава, 29 текст. Во Псалмот 69, еве тој ќе го прочитам, 10 стих, еве што значил постот за Давида. Давид пишува и за постот во 69 глава, стихот 10. Душата ја измачував со пост, душата ја измачував со пост. Друг превод вели, ја понизувам душата своја во пост. Ој, Константинов така буквално го превел и вели, ја измачувам. Не се тој да се тепа, да се камшикува, да се боди по лицето и така натаму, како дервишите што прават. Тоа е една верска групација на луѓе кои го бодат своето тело до безсвест, би се рекло, и на тој начин тие сакат на Аллах да му удоволат и Бог и Аллах да им се смилува. Не во тој смисол, значи овде Давид вели, ја понизувам душата во пост. Во последно време гледаме на интернет и воопшто во црквите се проповеда за она пробудување. Да се пробудиме, што е сосема на место, или да мисионираме. Меѓутоа, без пост нема пробудување. Не може само да се молиме, да читаме, но и постот помага во тој темелен облик, да кажеме, темелот е токму и самиот пост. Во 2 Дневникова, во 7 глава, еве што запишал овде Божиот пророк. 2 Дневникова, или тоа беше летописи, 7 глава, 14 стих, вака вели: и ако се смири мојот народ, кој се наречува со моето име, и ако се помоли, тоа во ред, и ако го побара моето лице, и тоа е добро, и ако се откаже од лошите патишта, јас ќе го послушам тогаш од небото, ќе му ги простам гревовите и ќе му ја излечам земјата. Моите очи ќе бидат отворени и моите уши ќе бидат внимателни на молитвата од ова место. И така сега, вели понатаму текстот го избрав и го осветив овој дом, за да биде тука моето име за секогаш, и тука ќе бидат во сите дни моите очи и моето срце. Знаете, овде Бог ветува, кога Соломон го посетува тој храм, и овде самиот Господ се замешува и кажува дека Господ ќе биде со нив како народ. Значи, прв чекор за услишување на нашиот пост е понизност. Овде народот тоа го покажа. Тој е најдобар пат, кога ние постиме и со понизност да оствариме својата цел. Значи, услов за пробудување, како лично пробудување, така и колективно, е понизноста, а најдобриот пат тоа да се постигне понизноста преку постот. Друг мотив зошто да постиме е да се доближиме до Бога. Во постот човекот чувствува зависност од Бога. Замислете во книгата на Јона, кога народот во Ниневија што направиле? Ги откажале сите активности, сите работи. Значи, градоначалникот на тој град прогласил пост, никаква земна работа во тој ден. Дури животните одмарале, не им се давало храна. И колку Божето срце го умилостивиле со нивната понизност, дури Бог ја менува својата одлука. Нема да го уништи тој, навистина, во тоа време голем град. Може да читаме и во Ездра, 8 глава, 21 стих. Има многу, значи, текстови кои тоа го укажуваат. Еве, само да се подсетиме, 8.21 вака вели: јас прогласив пост таму, покрај реката Ахава, за да се смириме пред својот Бог и за да измолиме од Него среќен пат за себе, за своите деца и за сиот свој добиток. Што е поентата овде? Народот Божи треба да се врати назад. Добиле ослободување после 70 години робство. Значи, нивниот сега нов водач дава
декрет сите кои сакат израелци да се вратат во својата матична земја. Но за да биде се безбедно, што прогласиле овде? Водачите прогласиле пост. Јас прогласив пост таму, покрај реката Ахава, за да се смириме пред својот Бог и да измолиме од Него среќен пат за себе, за своите деца и за целиот добиток. Значи, браќи и сестри, гледаме дека постот е многу важен. Трето или четврто, постот уште може се користи за исцелување. Исаја 58:8. Значи, еве и овде имаме таков извештај во Исаја 58 глава, 8 стих. Тогаш ќе светне како зора твојата светлина и твоето здравје ќе процвета брго. Твојата правда ќе оди пред тебе, а Господовата слава ќе биде заштитница. Значи, Бог дал ветување и ние можеме да се држиме за тие Божји ветувања, ако навистина и во пост побараме, и во понизност, и во молитва. Исто така може да постиме кога ни треба посебна Божја интервенција. Може би сме во некоја криза, дали физичка, дали телесна, значи дали духовна, тогаш ние проблемот го изнесуваме пред Бога. Имаме примери во Библијата, често пати израелците пагеле во некои кризи, дали имале проблем од околните народи и барале Божја интервенција. И овде, еве, ќе прочитаме и ќе се подсетиме во втората летописи, односно Царевите, 20 глава. Овде во третиот стих, Јосефат и јудејците се нашле под притисок на една голема војска. Тие биле малобројни, непријателите биле многу помногобројни и не можеле фактички да се спротивстават војно. И затоа тие побарале помош од Господа. Третиот стих вака вели 20 глава од втора книга Дневникова. Јосефат се исплаши и почна да го бара Господа. Да прогласи пост по сета Јудеја. Замислете, цела Јудеја. Илјадници луѓе добиле наредба да постат, да се молат. Не само да постат, туку и да се молат, зашто непријателот бил многу поброен војно и немале шанса тие да победат. И затоа во пост се понизиле пред Бога и преку молитва барале од Бога интервенција. И навистина срцето Божје било покренато и тој се борел се пресметал со таа непријателска војска. Јудејците не морали дури ни да се борат, бидејќи Бог ги поразил нивните непријатели. И сега прашање за нас. Дали може секој да пости? Дали може секој да пости? Библијата го препорачува постот за сите верници кои сакаат. Исус не рекол, ако постите така, а вие другите онака. Но тој рекол едноставно, кога постите? Секако, постојат здравствени причини кога ние не можеме да постиме. Значи, ако здравјето не е нарушено, мора да се советуваме со лекар. Некои примат редовни терапии на лекарства. Значи, мора да испијат вода. Имаме една друга тема, може во друга прилика ќе исто така имаме колку врсти на постови постојат. И сега ќе спомнам само, ќе се допреме до таа тема, колку врсти на постови пост. Значи има и лесни постови, има потешки постови, има постови со лесна храна. Ние ќе видиме дека и во Библијата има такви примери, кога некои постеле, значи, на еден полесен начин. Всушност, постот и молитвата, рековме, одат заедно, но треба да бидеме внимателни кога зимаме денови повеќе за постење. Може 24 часа ќе издржиме полесно, ама некако земе 3 дена и 5 дена. Значи мора да се подготви за еден така подолгогодишен или, односно, повеќе денови на постење, зашто може да се направи и здравствени проблеми. И сега, како да постиме, односно, која врста на пост е најдобра? Реков дека мора да бидеме внимателни кога одиме на повеќе денови на постење ради нашето здравје. Овде гледаме во Библијата дека, јас познам луѓе кои 40 дена не јаделе. То од здравствени причини го правеле, само користеле сок од цвекло,
и некои други сокови за да уништат некои своји бактерии или некои болести кои во телото ги носеле. Тие скоро стана костури, толку мршавија, ослабнаа. Секако беа живи и подоцна, кога поминати 40 денови, полека јадеа лесна храна да би дошли на тоа ниво, зашто не можеме одеднаш да му дадеме потврда храна на желудникот, ако толку дено. Меѓутоа, тој постеше од медицинска причина. Секако може би од верска, но повеќе одеше од таа медицинска страна. И сега, ние зборуваме за онај, да кажеме, нормален пост, библиски пост кој Бог го оставил за нас како негови следбеници. Кога постиме, мора да поставиме 3-4 работи. Прво, мотивите да ни бидат исправни, зошто постиме. Второ, понизно срце, правилна подготовка и водство на Светиот Дух. Кога постиме повеќе денови. Значи, мора да ги имаме овие 3-4 работи на ум. Постот, некогаш рековме, постот може би некогаш да биде опасен, ако овие услови не ги познаваме. Значи, ако земе одеднаш 5 дена да постиме без подготовка, може да си наштетеме и на нашето тело, на нашиот организам. Еве за почеток, кој некои почнуваат прв пат да постат, нека постат половина ден. Поедок и ручек ќе ги изоставиме. Еден оброк. Значи, понатаму кога телото веќе ќе се научи, може да времето го продолжуваме. Еднодневен пост според еврејската традиција траел од заоѓање до заоѓање на сонце. Тоа е еврејска традиција. И затоа Библијата го опишува таквиот пост, како што започнуваме сега, ќе биде 4 часот, 16 часот, започнуваме пост до утре навечер. Значи 24 часа се воздржуваме од храна, од вода, од тие сите активности што сме ги правиле редовно. Да тој ден биде посебно обележен, дека навистина ние постиме и се посетуваме за себе си ако постиме, за некој брат, сестра, за некоја болест кој ако некој носи, така да ние се заеднички здружуваме. И сега, на прашањето колку врсти на пост постојат. Постои потполен пост или целосен пост, како што тоа го нарекува, некои го нарекуваат Естирин пост. Ако читаме у книгата на Естира, таа ги повикува израелци да постат. Зашто требало да излезе пред царот и да се моли да народот Божи биде поштеден. Значи, може да читаме во Естира, 4 глава, 16 стих. Второ, пост во кој се воздржуваме од храна, но со употреба на вода. Значи, храна не користиме за тоа време, но вода од време на време користиме. Ваков пост може да трае повеќе денови. Трето, постои така наречен Данилов пост, по примерот на пророк Даниел. Ајде да читаме. Тој постел 21 ден, но како бил неговиот пост? Тој се воздржувал од вкусна храна. Овде вели се воздржувал од омилени јадења, од омилени пијалоци, освен вода. Значи, посте ако ние јадеме нека гурманска храна, а тој ден јадеме само чорба или лесно, исто така пост може да биде. Значи, кога ние се воздржуваме од ова што го задоволува нашето тело постојано. Еве да читаме за Данило, само да не бидам погрешно разбран. Данило, 10 глава, како Данило постел. Еве тој кажува јасно и гласно. 10 глава, 2 и 3 стих. Во тие денови јас, Данило, жалев 3 седмици. Постев, во друг превод вели. Не се мисли да жалел, да плачел, него постел, жалел, значи не јадев течни јадења. Што значи тоа течни јадења? Со лажица, ја би рекол. Месо и вино не влегува во мојата уста и не се мачкав со масло додека не помина 3 седмици. Тоа бил ритуал. Тој бил чиновник, излегол пред царот, пред кралот, пред тие државници, значи имал некои своји надворешни креми или масла што ги ставале тие вработените. Во 24-тиот ден на првиот месец бев на брегот на големата река Тигар. Гледате, браќи и сестри, тој се приготвувал, зашто имал огромна одговорност што требало да изврши, да се сретне со кого тамо на реката. И погледнав очите да ги видам, и ете човек облечен во ленена облека, околу половината имаше појас од уфајско злато.
И сега, со кој се сретнал? Данило. Гледате како подготовка правил. 21 ден Данило не јадел царска вкусна храна. Во првата глава, оние тројцата младичи, момчиња, што се воздржувале? Од царската храна, сеќавате. Меѓутоа, таа храна била посветувана на боговите и враќања на трпеза и затоа тие не јаделе. Меѓутоа, Данило после си јадел нормална храна која не се косела со трета книга Мојсеева, 11 глава. Знаете, животните кои преживат и кои имат копите раздвоени. Данило ги знаел тие правила. Меѓутоа, овде сега тој го оставил се она што е исправно да се јаде пред Бога, го остава и се посветува на пост, како и самиот што вели. Ги тргнав сите тие работи. Данило се посветил тешни јадења. Месо и вино не влегува во моите уста и не се мачкав со масло и така натаму. Значи, тоа е тој така наречен Данилов пост. Се воздржува од тешка храна и само користи лесна. И четврто, секако дека постоите други врсти на пост. Се зависи од самата особа, од самата личност која пости и од ситуацијата во која се наоѓа. Во постењето многу е важно мотивите. Зошто постиме? Еве сега реков, во многу христијански домови ќе се пости. Од традиција. И кој ќе ги сретеме на улица, ќе ги прашаме, вели ја постам. Зошто постиш? Па така е. Останало од старите, меѓутоа нема никаква духовна конотација или темел на она што тие го прават. И сега полека да превршиме. Значи, ако некој сака да пости повеќе од 2-3 дена, браќи и сестри, мора подготовка за таков пост. Како физичка, така и духовна подготовка. Физичката подготовка се состои од намалување на јака храна. Претходно неколку денови. Да се намали до тој степен што можеш тие денови тоа полесно да го поднесуваш. Духовната подготовка се состои од молитва, смиреност, без стрес, грижи и стресови. Како што може да заклучиме, браќи и сестри, постот оди рамо до рамо со молитвата. Да го користиме постот индивидуално, а и ние го правиме колективно. Меѓутоа, кога некој лично ќе се одлучи да пости, тоа е негово право, да неговиот однос со Бога биде уште поблизок, да ги надмине своите слабости што ги чувствува. Не мора да ги кажеме на сите ако не сакаме. Јас и Бог постам и се молам да Бог ми помогне да се духовно подигнам. А ако сакаме заеднички да постиме за некој проект, проблем, појава, и тоа сме го правили, ќе го правиме во иднина. Но битни се мотивите, зошто постиме и целта која сакаме да ја постигнеме. Но, и тоа да го кажем, како што велиме за молитвата и за постот, не се волшебно стапчења, него се препуштаме во рацете на Бога. Наше да бараме, а Бог нека ги услиши молитвите и постот според неговата волја. Нека му е слава на Бога и за постот и за молитвата што ни стојат на располагање да ги употребуваме во нашиот христијански живот. Амин.